Здраво! Добре дојдовте на страната на Малиот принц, во кој што зборуваме за теми од свесното родителство. Овај пат денес ќе зборуваме за тема како да се биде навистина свесен родител, што значи да се има дете. И авторката ќе фали на голем број на патувања кои што ги имала во смисла на тоа кога ги промовирала своите книги за свесното родителство. Зборувала за тоа дека последните статистички податоци зборуваат дека околу 90% кај родителите, кај брачните парови, љубовните искри опаѓале во првата година после добивањето на детето. Како се случувало тоа? И родителите ја прашувале, па зошто толку ние вложуваме за да ја најдеме љубовта на својот живот, да можеме да ја одржиме таа љубов во врските, да можеме да ја задржиме, да ја растеме, за после доаѓањето на детето во првата година сите тие љубовни искри, сите тие убави емоции, романтична енергија која што постои помеѓу партнерите да се случи целосно да опадне. И авторката Шефали им објаснувала дека да се има истовремено дете представува едно од најголемите предизвикувачи на либидото кај родителите. Значи, тоа се случува пред се затоа што прво тоа представува еден психолошки шок, самото доаѓање на детето за нив, затоа што никој предходно не ги спрема, значи, младите како да станат родители, што значи родителствувањето, а после тоа и моментот кога доаѓа самото дете на свет, значи сите се фокусирани околу тоа, сите се душа возбудени се околу доаѓањето на новиот живот, меѓутоа многу малку се зборува, се разговара или воопшто не се разговара за тој психолошки шок, за таа психолошка загуба која што настанува од првиот момент кога жената влегува во тој стадиум на бременост, а потоа уште повеќе се зголемува кога, значи, влегуваат во процесот на родителствување младите парови. Зошто е тоа така? Како се случува тоа? Прво таа го објаснува, значи, зошто тоа влијае врз почетокот, зошто се случува тоа во моментите уште кога станува бремена жената, со самата промена на физикусот на жената, бидејќи телото на жената се растегнува, се променува. Тоа дом за еден станува дом за двајца, можеби за тројца. Современата медицина гледаме колку е напредната, се повеќе родителите доживуваат двојки, тројки и 4 деца најнаш, така да тоа е нешто кое што навистина влијае врз психата на двајцата партнери и кога после одреден период, значи, тоа тело треба повторно да се врати во дом за еден. И вториот момент е кога, значи, стануваат родителите, доаѓа детето во домот и тие стануваат исцрпени, имаат недостаток на енергија, недостаток на сон и се грижат околу новото суштество кое што прво никогаш во својот живот од тогаш не го ни виделе, не се ни сретнале, или можеби и до тогаш, значи, прв пат стануваат и родители, тоа му е прво дете, нешто за кое што родителите пред време не имаат знаење за навистина како што значи и како да се родителствува дете. И сето ова навистина зема голем данок врз психата на партнерите и се прелева понатаму во губење на енергија кај самите нив. Сексуалниот нагон кај жената најверојатно влегува во еден стадиум на едно многу ниско ниво со оглед на новонастанатите промени. Се разбира дека има исклучоци, меѓутоа статистичките податоци сето тоа го кажуваат дека најверојатно е така, а и таткото, доколку станува збор за традиционално семејство, кај него се јавува едно чувство на напуштеност, затоа што смета дека сега детето целото внимание го има земено кај сопругата
и дури и местото во креветот, значи во спалната, каде детето најчесто знае да спие заедно со родителите, и тој емотивен момент, таа емотивна блискост, интимна атмосфера постепено почнува да се губи. И сега паровите, станувајќи родители, тие доживуваат нагли промени, стануваат неспремни, особено ако родителите немаат добри комуникацијски способности, не поседуваат чувство на емпатија, не поседуваат чувство на разбирање. Мажот почнува да се чувствува дека е оставен на цедило, а и жената почнува да се чувствува разочарано дека таа е она која што треба сама да се грижи за детето. И некогаш ова навистина, ова енергија станува трауматична кај, значи, во рамките на домот, кога се добива првото, особено првото дете. И тогаш, слушајќи го сето ова, една млада пар, кој што присуствувал на предавањето, особено жената станала и прашала вторката Шефали, токму поради тоа јас и мојот партнер се одлучуваме дека не сакаме да имаме дете, не се одлучуваме на тој потек, затоа што, поготово јас, таа рекла, сметам дека на некој начин детето ќе ги украде тие љубовни искри кои што постојат помеѓу мојот партнер и мене, и дека може значи да влијае врз намалувањето на разбирањето помеѓу мене и партнерот. Значи да се случат неубави работи. Меѓутоа Шефали на сето тоа и одговорила: прво мора да разбереме дека родителствувањето, самиот процес на родителствување представува еден од најодговорните, а со тоа еден од најтешките работи на свет. Ова не е да го кажувам за да ве заплашам и да ве отргнам уште повеќе од тоа, туку како резултат на мојата долгогодишна работа, гледам дека кога доаѓа да им објаснувам што навистина значи родителствувањето, идните родители како да не си го земаат доволно сериозно овој момент. Како тоа? Па пред се партнерите сакаат да влезат во родителство, меѓутоа тргнуваат од едни големи фантазии, од едни многу високи очекувања, и кога тие фантазии, очекувања се случува да не се поистоветат со она што пред нив како реално се поставува во моментот кога го добиваат детето, затоа што, велиме во моментот, затоа што, значи, родителите имаат очекувања, особено, значи, дека треба детето да биде здраво, што е нормално секој да очекува, меѓутоа да биде со одреден пол, да има одредени карактеристики, физички карактеристики. Кога тоа нешто не се случува, значи младите родители знаат тие високи очекувања да се распаднат како кула од карти, како песочна кула, и токму поради тоа Шефали им објаснува, им вели, ги советува младите родители да не си дозволуваат да бидат родители кои што ќе биде родителството оставено само на мајката или на двајцата родители, туку потребно е, навистина е потребна родителите да имаат поддршка од еден поширок семеен систем. Значи таа вели поддршка, не контрола, не еден вид на да бара совршено родителствување, туку тој поширок семеен систем едноставно да му представува една поддршка на новите родители, во смисла на тоа дека кога се, значи, доаѓа детето, да не се остава детето само на нервозата на едниот родител или на нервозата на двајцата родители, која што навистина знае да биде погубно за здравието на самото дете. Туку едноставно таа наисмеа кажува дека на детето му се потребни повеќе нервозни роднини, нервозна тетка или нервозен дедо или нервозна баба наисмеа, во смисла на тоа децата кога растат
да можат да искусуваат различни карактери. Значи различен степен на љубов, различен степен на лутина, различен степен на нервоза, затоа што на децата му се потребни братучеди, потребни му се различни роднини, значи на децата му се потребни различни повеќе деца, повеќе возрастни кои што ќе му покажуваат различни опции, различни варијации на поддршка низ животните искуства. И преку кои што, значи, навистина децата можат да се изградат во едни здрави, ментални и поздрави издржливи деца. Значи, да не ги оставаме децата на нервозата само на едниот родител или на двајцата родители, каде што детето не е во можност да може да се одбрани и да се ослободи од одредени стравови, туку да има можности да се огледа дека има повеќе аспекти на постојање, на радост, на смеја, на лутина, на тага и така натаму. И тогаш се јавила една родителка и рекла дека, уствари една жена која што рекла дека јас очекувам да станам родителка во иднина и одлучена сум да станам сурогат мајка, затоа што гледам дека тоа се повеќе е модерно, дека, значи, заради зголемениот избор на жените, буквално се повеќе се одлучуваат да ги остават децата пред еден родител. Што размислувате за ова моја одлука и колку е тоа добро за детето? Меѓутоа Шефали рекла, јас воопшто не се сложувам со тоа, значи не само што не одговара за самото дете, туку тоа е уште полошо и за самиот родител, без разлика дали станува збор за жена или маж, значи за мајка или за татко, затоа што возрастниот сега се поставува во улога сам да се грижи за детето, тргнувајќи од неговото собствено здравје, па понатаму кога треба да се носи во градинка, кога треба, значи, да се дружи со другарчиња, треба да се оди на училиште, па проблеми се јавуваат, предизвици со другарчињата и така натаму. И особено ако, да речеме, жената е оставена во тој контекст сама, без поддршка од еден поширок семеен систем, навистина тоа ќе представува товар не само за неа, туку и за самото дете. И особено имајќи во предвид колкав е притисокот на современиот свет денеска, кој што вели дека жената е способна за се. Таа не го негира фактот дека жената не е способна за многу работи, меѓутоа да може сама да го родителства своето собствено дете без поддршка од еден поширок семеен систем, тоа е многу тешко. Дури кога жената е во брак, значи кога има партнер, мајката на вистина поминува низ еден тежок процес, прво со собственото тело да може да го врати во првобитната состојба, затоа што секоја жена сака повторно да се биде привлечна за својот сопруг, па да биде домајќинка, да го гледа детето, па може би наредна година ќе стане повторно се размислува за друго дете, па може би треба повторно да се врати на работа и така натаму. Значи, родителствувањето навистина е за самата жена представува голем предизвик, и особено затоа што кога сака нешто жената да го направи онака како што мисли дека, значи како што велат сите, дека може се да оствари наеднаш, таа влегува во едно, многу лесно влегува во едно чувство на вина, дека не може тоа да го направи. И затоа Шефали вели дека навистина ако жената тргнува од она што го кажува културата дека се може, таа вели дека, значи, тоа е една невозможна мисија. Невозможна мисија за да може да го направи онака како што се очекувањата најдобро, да може се и се што самата да го оствари, тоа без поддршка од надвор. И особено тоа го гледала затоа што голем број на родители доаѓале кај неа или на млади парови кои што сакале да станат родители и кога доаѓале кај неа, таа ги прашувала поради кои причини ти сакаш да станеш родител? Сакаш да станеш родител заради себе или заради самото дете? И забележувала дека тоа
најчесто младите го правеле многу несвесно. Пред се решавале да станат родители заради едно чувство дека мора тоа да го направат. Еве сега направиле, основале брак и сега веднаш дека тоа се подразбира дека мора да се стане родител. А не дека тргнуваат од едно чувство дека се спремни или дека се сака. Дека најмногу чувство дека се најмалку чувство дека се сака да се стане родител. Дури и забележувала кај голем број на брачни парови кои што долго време немале деца, меѓутоа доаѓале со едно чувство дека еве навистина ние сега сме скрајно спремни и сакаме да бидеме родители. И особено тогаш заради премногу големите очекувања кои што самите родители ги кажувале, жената се случувала во голем број на случаеви да влезе во постпородилна депресија. Затоа што многу лесно после тоа се влегува во едно чувство на вина за се она кое што не успеале да ги остварат очекувањата и родителите подосна тие очекувања не остварени најмногу ги префрлале врз своите деца и детето е она кое што го носел целиот товар со цел да ја одржи мајката среќна, да ја види насмевката на лицето на таткото. Детето ги исполнува нивните очекувања во моментот кога тоа ќе ја стави маската врз своето лице, наречено его маска, решават детето да ги одобровали родителите, а со тоа детето, ставајќи таа его маска врз себе, ја симнува, ја потиснува својата автентичност, својата вистинска природа и веќе детето тргнува, зачекорува по патот на неавтентичноста, игра улога, игра глумење на нешто што не е само за да влезе во таа културолошка стереотипност. И кога се одбира да се стане родител, најчесто жената ја Шефали гледала дека мајките кога доаѓале кај неа ја прашувале како да станам мајка, да можам да си го одржам ова совршено тело кое што толку години се стремев да го направам, да го одржам или да продолжам со својата кариера да бидам толку многу, да бидам успешна и понатаму. Дури и жените кои што имале партнер, најидеален партнер покрај себе, кога и го поставувале тоа прашање, таа стално им велела, без поддршка од поширокото семејство, вие таа улога нема да можете да ја остварите. Кога сакате да бидете оставени сами на себе како родители. И токму поради тоа Шефали им кажува на жените дека навистина треба да свесно да почнат да се преиспитуваат пред да станат родители, да ги увидат, да бидат свесни кои се нивните вистински приоритети. Затоа што кога ќе влезат во улога на мајка, мајчинските инстинкти, мајчинството треба да биде навистина топ приоритет за мајката. За да може мајката природно да се слее со потребите на своето дете, да се слее со енергијата на детето во првиот момент кога ќе го земе своето дете во рака, без разлика дали ќе го дој или нема да го дој, мајчинскиот инстинкт е тој кој што треба да ја води во самиот процес на родителствувањето. И таа самата за себе дава пример, кога станала мајка, таа веќе имала изградено, одредена во почетната фаза била на кариерата, каде што имала напишано книги, пишувала голем број на книги. Меѓутоа, сватила дека нема да може да ги промовира своите книги, да оди на патувања, и затоа што ја приоритизирала приоритет, му дала на мајчинската улога. Тоа го направила без двоумење кога се решила на тоа, ја прифатила мајчинската улога, ја сакала, учела од своето дете,
постојано создавала, креирала простор за да може да биде емоционално да значи поддршка за своето дете, физички присутна за своето дете и сето тоа сватила и го приоритизирала за следните 10 години. Значи, за да биде со неа, колку што можела повеќе и покрај незините обврски, кои што значи, не ги оставила во смисла на пишување на книги. И сватила дека тие се годините кои навистина се потребни да ги оствари за да може да да создаде едно здраво, емоционално стабилно дете. Значи целосната своја физичка и емоционална поддршка да му даде на своето дете. Дали имало моменти сега кога била нервозна, се разбира. Дали имало моменти во кои што влегувала на кратка мајчинска криза, се разбира дека било така. Дали била фрустрирана често пати, колку пати тоа се случува и самата таа признава. Се разбира, никое родителско патување не е идеално. Не постои такво родителско патување. Меѓутоа, особено тоа и се случувало кога таа фамилиарна поддршка која што толку многу и била потребно ја немала, затоа што сите нејзини роднини, родители, сите тие фамилиарни врски биле далеку, значи не можела да се ги оствари затоа што сите биле во Индија. И значи најчесто таа била оставена сама на себе, нејзиниот партнер често пати многу патувал и финансиската состава во која што била ограничена, така да таа не била во можност да може некој друг да ја помогне околу родителствувањето на нејзиното дете. И таа самата кажува доколку можеби би биле тие тука, би нашла многу поадекватно решение, меѓутоа тоа било така и го прифатила нештото и самата кажува на родителите, им кажува без разлика, значи како вие станавте родител, дали свесно или несвесно, треба да разберете дека сега детето е тука пред вас, присутно. И значи да со самиот момент кога е присутно, вие треба да си го прифатите вашето дете и да сватите дека треба да престанете да се раскинувате на 100 места, затоа што сега е периодот кога вие сте им најпотребни на вашето дете, преку вашето внимание физичко, преку вашиот фокус, преку вашето присуство. Значи, треба да му обрнете внимание на вашето дете, да градите моменти на трпение, да бидете да им ја дадете својата љубов на вашето дете, да им ја дадете вашата емоционална поддршка. Значи, самата кажува дека ги поддржува не дека не ги поддржува мајките, значи не ги поддржува жените и како ги поддржува, смета дека жената е способна за многу работи, способна е да биде успешна во кариерата, способна е да биде и по 6 часа да може да работи да биде во теретана. Меѓутоа во овој момент не може тоа да го направи, затоа што таа треба да обрне внимание на вистинските потреби на своето дете. Значи да се слее едноставно со енергијата на детето, за да знае што е она што навистина му е потребно и како физичко присуство и како емоционална поддршка, за да може да се оствари, да се изгради едно здраво дете. Значи, токму поради тоа Шефали неколку пати во своите книги напомнува дека родителствувањето поради овие причини представува една од најтешката работа на светот. Меѓутоа, се додека мајките одбиваат или родителите одбиваат да влезат, да бидат целосно присутни на тоа родителско патување, тие уште повеќе ќе ја направат тешка таа работа. Значи, мајката треба да свати дека
или родителите треба да сватат дека треба да се препуштат целосно на тоа родителско патување. Едноставно да ги испијат од своите глави нештата во смисла, сега ако не беше детето, јас ќе бев на тоа место или ќе можев овие цели да ги остварам и така натаму. Значи, родителското патување треба да се прифати целосно од своето срце, за да со целата своја посветеност, за да може и да увиди родителот како на крајот сето тоа животот ќе му ги таа сета нивна посветност ќе им ја врати преку пред нив поставување на најголемите и најскопоцените мудрости во животот, односно ќе увиди родителот како преку тоа родителско патување, кога е посветен на тоа нешто, како го гради и го развива во една многу посвесна и подуховна личност. Значи, оно што Шефали сака да ни каже е дека родителот треба да биде предаден на 24 часовната природа на самото дете. Значи, децата се тие кои што знаат често пати да не направат среќни, да не налутат, иако значи, самите толку многу се тие зависат од нас, зависни се толку многу од нас. Значи, децата знаат да го исцедат едноставно животот од нас, знаат да не расплачат, меѓутоа знаат да не направат среќни, знаат да ние како родители да не направат многу горди. Значи, децата се на некој начин безвременска работа. Зошто? Затоа што како тоа го прават децата, па преку таа љубов, преку тоа што децата ни овозможуваат до тој степен да си го отвориме своето срце, за кој што ние не сме биле, значи не сме можеле да замислиме дека толку многу љубов ние можеме да дадеме. Значи децата едноставно се до тој степен способни да извадат што повеќе и повеќе љубов од нас, но истовремено и се способни да го пораснат нашето его до најголеми височини, до кои што ние не сме ни биле свесни дека можеме толку да бидеме егоистични спрема нашите деца, да бидеме на некој начин себични, да ги сакаме само нашите потреби или пак да действуваме несвесно во однос на нив, но од друга страна и децата да бидат наши учители во смисла на тоа да увидиме колку многу можеме да бидеме и сочувствителни. Значи до тоа ниво на сочувствителност, на разбирање за кое што ние не сме можеле да предпоставиме дека можеме да ги научиме тие работи од нашите деца. И како што вели Шефали, јас патувањето со моето дете, релацијата со моето дете ја подразбирам како единствена, единична мерка за тоа до која висина може моето его да порасне. Да се видам во таа состојба на его, за да можем да разберам дека истата ситуација која што го пораснала моето его е еден предизвик, е момент или прилика во која што јас ќе можам да го скрутам тоа мое его со цел да постепено да почнам да се ослободувам од него. Значи, на тој начин јас патувањето со моето дете, релацијата со моето дете гледам како една релација во која што доживувам една духовна трансформација, еден секојдневен духовен раст во моето дете и разбирам дека моето дете во суштина представува мој духовен учител. Значи, токму таа објаснува, затоа спомнува дека свесното родителство представува родителско патување пред се заради раст и развојот на родителите, а многу помалку заради раст и развој на децата. Затоа што родителот сваќа дека децата се наши духовни учители.
И слушајќи го во сето, значи повторно се јавила една родителка која уствари жена која што била тука со својот партнер и која што и рекла ние со партнерот сме заедно веќе повеќе од 2 децени и значи ние сме бизнисмени. Меѓутоа дојде периодот каде што размислуваме да станеме родители. Меѓутоа слушајќи и читајќи ги статистичките податоци, малку подлабоко навлегов во тоа нешто пред да станам родител, читав дека 50% од родителите, од браковите кои што имаат биле претходно среќни само со партнерите, меѓутоа откако добиле деца, се случило да се разведат. И слушајќи тебе каде што велиш дека јас морам да на стендбај да го ставам мојот огромен сон и дека ќе морам јас да го делам детето со својот партнер, дека тие емотивни моменти, прекрасни, романтични, искри кои што си ги имам со својот партнер, дека ќе морат и тие да почекаат некое време на стендбај да ги ставам, па како можеш ти да ми помогнеш во тоа нешто да се одлучам да станам родител, затоа што овие работи се незамисливи за мене. Значи, страшно ме плаше да ја изгубам јас релацијата со својот партнера да добијам дете. И Шефали, слушајќи го ова, таа и спомнала само и рекла, ова сега што го кажавте, некако ми личи на црно-бела верзија. Значи, како работите да ги гледате од црно-бел аспект. Да, постои одредени моменти кога ние треба да делуваме црно-бело во релацијата кога имаме дете. Еве ќе ти кажам примери, рекла. Вие сте бизнисмени, велите дека сте бизнисмени. Се случува вашиот партнер да биде на пат, а вие да имате, например, некој деловен состанок кој што е од највисоко ниво, значи имате утре состанок во кој што треба за некој прашање од топ приоритети кои што ви се, меѓутоа што се случува? Се разболува вашето дете. Сериозно се разболува и што е она што ќе го направите? И таа рекла, во таквите моменти, значи вие ќе гледате на состојбата како или работата или детето и сигурно дека ќе се определите за вашето дете. Значи вашето дете тогаш ќе биде најголемиот приоритет. Но доколку, значи тоа е меѓутоа на дневно ниво, на дневна основа, наместо вие да ги гледате работите црно-бело, или пак на или состојба, тогаш вие ќе почнете да градите едно чувство на одбивност, да сакате да имате дето, едно чувство на огорченост према родителствувањето. И затоа таа вели дека, значи, би требало да сакате, значи да можете да го смените вашиот начин на поглед спрема родителствувањето, да го смените видигот за родителствувањето. Во смисла на тоа да бидете многу пољубовитни, да бидете многу попозитивни. Зошто да не можете од тој аспект да го гледате родителството, да се прашате самите себе си, што можам јас да научам од тој процес на родителствување, од патувањето со моето дете, како можам да пораснам јас заедно со моето дете, како можеме да пораснеме заедно, да оствариме еден напредок со мојот партнер во тој однос, во таа релација со детето, низ процесот на тоа родителско патување. Значи, ние ако сакаме како родители да ги гледаме негативните аспекти на родителствувањето, значи кога сакаме да имаме дете, се да гледаме од темната страна, ќе најдеме 1000 причини за тие, значи на прв план да ги ставаме тие негативности. Меѓутоа, и ќе бараме оправдување дека ќе го загубиме партнерот, дека ете со ништата сега мора да прекинат, дека не може понатаму животот, ако имам дете, крај е на светот. Значи, таа кажува дека
навистина кога ќе дојде детето, ние треба да го прифатиме детето. Тука е. И да гледаме позитивно на нештата. Значи, тоа патување со нашето дете, дека пред се детето представува светлина во нашето семејство кога ќе дојде. Дека представува еден прекрасен предизвик за да можеме да направиме раст и развој, напредок на нашето семејство. Значи, точно е дека ние имаме сон, меѓутоа дека имаме цели, меѓутоа кога доаѓаат децата, тие цели ќе станат многу помалку, а фокусот ќе биде насочено спрема нашето дете. И ќе видиме спрема нашето дете и спрема тоа како ние можеме да оствариме раст и развој заедно со тоа дете. Значи, токму поради тоа Шефали испомнува на оваа жена и вели, заради тоа, значи, мора уште сега ние да ги направиме приоритетот, да ги најдеме кои се вистинските приоритети во нашиот живот кога ќе имаме дете. Значи, што е она што мене најмногу ми е битно во животот и во односот со моето дете. Затоа што не станува збор за еден ден, не станува збор за еден месец, не станува збор за една година, станува збор можеби за една декада. Каков живот јас сакам да живеам кога ќе имам дете? Родителствувањето не е само да го воспитуваш детето пред тебе. Родителствувањето е да го родителствуваш и детето во себе. Како ќе се пораснеш себе си. И токму поради тоа Шефали спомнува дека родителствувањето всушност треба да го разбереме како една прилика во која што нашите деца ќе не пораснат на начин на кој што ниедно друго живо суштество не може тоа да го направи. Не може тоа возрастен човек да го направи. Може до одреден степен да ни помогне. Меѓутоа, бидејќи возрастниот човек има голема доза на его во себе, децата ја имаат светлината во себе, децата ја имаат таа чиста енергија и таа чиста енергија автоматски не носи до местото каде што ни треба наше растење. Значи, децата не поврзуваат со детето, со нашето дете во нас. Таа енергија е неминовна. Детето, чистата енергија на детето ја бара таа некогашна чиста енергија која што кај нас била потисната од ред голем број на причини. За да можеме ние да ја исцелиме таа енергија, да ја вратиме таа чиста енергија во нас, која што е потисната, која што е болна. Значи, децата бараат таа енергија повторно да ја вратиме, да ја исцелиме. Значи, тие наши рани детски повторно да можеме да не предизвикуваат, повторно да можеме да ги пораснеме. Тие наши делови кои што биле заташкани, кои што не биле пораснати кај нас, со цел повторно да го вратиме својот целосен интегритет како родители, да бидеме подобри за нив. Ние не сме свесни каква убава енергија поседуваат нашите деца. Значи, децата на тој начин придонесуваат за наш раст и развој како битија. Придонесуваат, тие се наши духовни учители. Тие придонесуваат да пораснеме духовно. И уште повеќе да пораснеме како спиритуално суштество. Драги мои, се надевам дека ви се допадна ова видео. Се гледаме повторно.
До видување.